подготвивме упатство за институциите од јавниот сектор, кое е детално и поделено по области и кој им дава прецизни насоки на институциите, кои податоци треба да бидат јавно достапни и како да ја подобрат нивната транспарентност. Преку информација до владата, институциите ќе бидат задолжени да имаат обврска овие информации да ги објавуваат на нивните веб страни. Транспарентноста не може да се ограничи само на пресконференции, ажурирање на веб страници, работа на потпароли. Тоа е системски проблем или прашање и потребен е системски пристап. Освен пласирање и доставување на информации, таа подразбира и одбрзувачки, јасен, отворен, разбирлив процес на донесување на одлуките на власта, но и механизам за корекција. Ова со транспарентноста не е така лесна работа. Во опозиција сите викаат да. На власт не е баш така. Имате отпори, имате чудни погледи, имате нервозни луѓе кои што не се ни навикнат, имате администрација што воопшто не е навикната да комуницира, не беше. Сега се обучува. И сето тоа, ако оставите само на волјата на поединци, на неколку луѓе, на определена група, тешко дека ќе пробува. Тоа е всушност таа привидна транспарентност за која што зборуваме често, кога институцијата дава одговор само колку да не биде дека останала, се оглушила на новинарските прашања. Без да даде некоја додадена вредност во новинарската сторија, едноставно колку да ја има втората или другата страна. Истовремено тоа остава секако и простор, една плодна почва и за ширење дезинформации, нецелосни информации или лажни вести.